сакаш да ги видиш сите типови на луѓе од државата, влези в кладилница. Што сакаш ќе најдиш. Тој што не го очекуваш ќе го најдиш таму, човече. Мислам, нас кладењето ни е во генот, ние ги имаме, значи, од памтивек. Еве еден пример. Комшијата си купува плазма телевизор, поминува низ улица, горд го носи како трофеј. Каде бе, комши? Шо е то? Комши, телевизор, плазма, RGB, со 300 пиксели, со работи, со чуда, со телетекст, со интернет, види го, коска е. Колку пари бе, комши? 42.000. Скапо. Скапо да ти кажам право. Не е како порано телевизорите да го земиш 20 години да ти трај. Ќе се расипи овој. Ој бе ќе се расипи, види го, коска е, гајле нема, тука 2 години гаранција има. 2 години? Кабе, 2 години еден ден кој ќе направи ќе се расипи. Тие така се праени, тоа е во Кина, кизнека е праен. Шо бе ќе се расипи? Се кладиме дека нема се расипи. Ај се кладиме дека и се расипи. Нас во генот ни е кладење. А во меѓувреме почнува да те мачат еден куп прашања. Од каде толку пари овај бе? Да не му пушти брат му од Германија. А да не има фатен овај в кладилница, нема шанса толку пари. Со мало дете, жена му невработена, од кај му се, многу се распаша со парите овај бе. А тој кутриот кредит кренал за телевизор да земи. Детето ќе трето деление ќе тргни кој ќе го доврати кредитот. На неполна година се расипва телевизорот. Нормално е, се дешава, комшијата застанат, го витка, го пип, го тутка, го пика во некој картони, 300 рап, да не го видат. Оти е резило голем, оди низ улица, ти едва и чекаш во моментот. Каде бе, комши? Ти веќе знаеш. Каде бе, комши? Шо направи кутриот попарен? Абе, се расипа телевизорот. Тоа е. Ти реков бе, дури ти е ке, вика, ти се расипа, абе, 12.000 е делот што треба да се направи. А пивото го заборај, имаме тој њук за кладење, нас прогнозата во крвта ни течи. Ние да можеме, например, за времето ќе се кладиме. Шо ве ќе врни? Нема шанса да врни. Кладиме дека ќе врни. Влегваш кладилница, наоѓаш еден куп фац, прв препознатлив карактер, експерт. Тој знае која екипа во кое коло е, тој направи трансфер, дека 1 милион ќе му земел, тој што му посадил за трансферот, дека се било наместено прва лига, втора лига, трета лига, фудбал, ракомет, одбојка, сите спортови ги знае, хокеј го барата ептем. Абе има еден Александрович, тој е од Ростов на Дон. Ете младо е, тоа сега со младите играш, ама сега ќе го земат во прва екипа. Кинезите пинг-понг може да игра, кинезите ги знае, тој го знае, баба му, дедо му до трето колено, сите ги знае. На кучиња игра, ова куче ќе било побрзо, она ќе било побавно. Експерт е човек. Од кај знаеш за кучиња? Кажеш дека тоа куче ќе биде најбрзо. Не ги знам јас кучињата многу, ама ова црното куче многу ме потсети на Кице. Кице имавме едно мало куче в село, брзо бунар скок, небитно. На него ми заличи, зато гласам за него. Ох, леле. Не треба да го прашаш, сам ќе ти кажи. Влегваш кладилница со вентијажето седнат, не знаеш дали од комуналец е некој, дали тој е застанат таму, пред да го прашаш, тој ти избора. Само ако те сети дека си нов кладилница, влегваш и ома почнува. Што сакаш дете? На што ќе играш? А ти го листаш билтенот да избегнеш очи во очи, ај контакт да избегнеш. Никако што гледаш во билтенот, тој веќе знај што гледаш. На Шкотска ќе играш? Што, трета лига ќе играш? На што ќе играш? На англичаните ќе играш? На Чиле, на Португалија ќе играш? Не бедете, не е само така да играш. Треба да знаеш. Ќе ти кажи Чичкоицо, ме знаеш ти мене? Не. Ме знаеш, мал си, ама јас прво градо се кладев, татко ти сигурно од кај татко ти? Јас го знам него сигурно и тој мене ме знае, јас прво градо се кладев, уште кладилници кој немаше, до Белград одев таму да се кладам. Не бедете, не само така да пишеш. Значи, зел се Шкотска, Португалија, трета лига, четврта лига, втора лига, ниту ги знаеш, ниту ги само гледаш така во билтенот. Значи, мене джаро ме вика како помало ти ги местев во такмиците во улица тука кој игравме на мали голчиња, оттогаш ги местев. А добиваш? Фаќаш нешто? Не бе сине, значи кладењето е начин на живот, спорт е кладењето, не е тоа само да добиваш, ме сваќаш. Значи, друг тип на кладилничар, суеверен. Нишко на таа жена што го има дома ваквиот. Се ми е, две пати, три пати, во трета лига да влезат германците. Ај уште еднаш да се среќа. Па попат дури оди до кладилница, морал да стапне сега дека ќе имало бара, дури да стигни до кладилница утом сторе, не знам дали ќе го пуштат в кладилница, доводе во вода. Рачката кога ќе се отвара во кладилницата, кваката тој ја отвара ни со лева ни со десно, со лак ја отвара. Оти негативна енергија му се лепи. Одење до таму така стигнува на враќање кога се враќа на црните плочки, не гази само на белите. Што му е на човекот? Кога ќе гледа фудбал, ако сака 1-0 да заврши, директно еден дават гол, директно да ниското во фриждерот го клава. Да се здрви
дрви, да се најде нула да остане. А тој уствари несигурен, кој ќе оди в кладилница, не дај Боже да му имаш седнато на таа маса тој кај што седи. Од дома ги има спремни утакмиците, ова ќе ја пишам, она ќе ја пишам. Некој до него ако има, препишува. Препишува другиот, што пише тој то пише. Со 300 филмови зел со гјадарка уплаќа оти Богородица има на незе со гјадарката ја остава се крсти. Тешко на таквите, не знам што да кажам, поздрав до фамилијата, издржете. Друг тип, на сигурно. Тоа не е само за кладење в кладилница, тој оди на сигурно и во животот. Чој да го прашаш вели, на сигурно одам бе брат, на сигурно. Тој уствари се жени со ќерка му на овај на сигурно одам бе брат, на сигурно, што ќе се малтретирам, што ќе работам. Од дедото се ќе ми е остаено, на сигурно. Игра стварно на сигурни утакмици. Пиши 2, уплаќа 50 денари, добива 68. На сигурно бе брат, битно е да добијам. Кога и да го се најди со некој со муаве да прави, ти пак тепав, нема, пак ги отепав овие, ги отепав. Никој не прашме го кузеба, ама секоја вечер гаѓам по море душо златни. Тип на кладилничар, ти велев, тој ретко игра, ама цело време обседнат со другите, како игра, шо игра, све. И од кој ќе изгуби некој, една го заеба, една го падна и тој коме. Ти велев, вие што си направи сега? Тип на кладилничар под стресој, значи тој постојано живе под стрес. Постојбата на една жена кога е во PMS, ова е исто само маж. До твојот телевизор ќе го клајме овој што е постариот телевизор и ти дури гледаш турски серии, јас ќе гледам фудбали и да не ми правиш муабет. Дури за сериозни прашања со овој човек не можеш да правиш муабет. Значи пеце не си нормален, само се напнувам под нервози сум. Шо ти е ори? Значи 3 дена ми касни и немам добиено. Ја не нормална, јас ове 5 месеци немам добиено ништо. Цело време ме паѓа по една панете замараво и таму лечи се. Него цел во животот му е да фати ливче. Тој како трофеј го рачуна. Него дома во фамилијата му е на прво место кладилницата, на второ место му е колата, на трето место жената и децата. Не уствари децата, па жената на последно место му е. Кладилничар домаќин. Тој е домаќин. Секој ден излезе в кладилница. Жена му на работа, тој в кладилница, прво со другарите излезене, прво пијат кафе, после пишат по едно ливче. Ти уствари сваќаш на крај дека тие таму се берат кафе да пијат, од ефтино му е. Тој домаќин е. Тој во кладилницата како домаќин се понаша, цел ден таму е, уште малку, ако поседи уште 2 сати дневница ќе добие. Комшивките одма коментират, че Мира на Цане многу мака има со мажот, секој ден в кладилница. А тој ливче уплаќа за 20, пие кафе за 20, за 40 денари плюс гратис има и топлење внат. Кладилничар студент, сакал некел тој мора да пиши за да преживее. Во студентските домо имат направено мрежа, стратегии, ова ќе се добие, она читат сајтои онакви српски што се директно из клуба, знаеш, онака со резултатите ме погодени, со дојава. Тие поќе билтен имат отколку учебници што има. Кој ќе му ги пуштат од дома парите, тој ги дели на 3 дела. Кирија, сметки и кладилница. Кога ќе веќе се за сметки, тие ги клава во кладилница. На ризик јак. И во најтешките моменти кој ќе изгуби, кој ќе скроз кој ќе е во хаос, мора да се слушни за татко му. Ало, тато, ме падна ја. Маркетинг или по економија? Не, тато. Лацио ме падна. Парите за испит, геба! Парите за испит геба, дете! Прибери се! Не, тато, со тие пари за испит што беа, тие сигурно се прокоцкани. Туку со овие може имам шанси да добијам нешто. Кладилничар не успели фудбалер. Јас на времето во прва лига играв, Кочо ми беше тренер, не знам али го знаеш Кочо. Македонија прво место изваи и после во Југославија бронза зедов. И бокс ми одеше, јас за татко ми стариот беше многу напнат, рече нема фудбал, ти со боксом, многу ти успеш со боксом. И на крајот еве се боксоваме дома со жена ми, ништо не направи во животот. Цело време замара со некои случаи од порано како било, што било, мислам оток, ти само седиш и вака. Тој успати коментари дава. Јас мака имав со коленото, бе правя операција, тука ме носеа, врвни доктор имаше тука на времето. Шо му е бе нове, шо играве тука 3-4-3, значи кога не е деформација, нека не форсира 3-4-3 порно, да играше 5-3-2. Кажба ти како телефонски број да се 3-4-3, 5-3-2. Друг тип, кладилничар кој пиши ливчиња ради терапија или тако познат кладилничар Чичко Милова. Ќе слушниш такви пцовки и клетви што во животот ги нема слушнато. Ако имате помалку од 18 години. Јебем ти пеленица твоја. Ве молам, исклучете го ова видео. Мамо ти јебем да ми се попнеш на курац. Ако имате помалку од 18 години, исклучете го ова видео. Куќа твоја и све остало по списак да ти јебем. Све женско дома што ти корача, што ти шета низ соби да ти... Ах, Серена, ќе те растуру како дете играчка ќе те растуру. Друга категорија. Пензионери. Застанат во билтенот, гледам.
Тој поќе време во билтено гледал колку во внук му дом. Уствари не пиши ливче, тој пиши состав. 28 утакмици со 20 денари пишани, добивката 128.000. Нормално дека нема да добие. Пешки ќе оди до таму. Па дури објаснување има. Значи, дете, јас намерно пешки одам докторот мене ми препиша до срцето мака, имам ми препиша пешки додам секој ден. Ова е специјална категорија. Жена се клади. Тоа е крај. Кој ќе влезе в кладилница, 4 плазми пуштени на различни фудбали, таа може истовремено сите да ги гледа. Ова е посебен тип на кладилничар, што не знам по која логика, не знам на кој начин, не знам по која анализа гаѓа и добива. Едноставно ги пиши, одоко ги гаѓа, го отвара билтенот, има неколку начини како да пише. Го листа билтенот, стоп, так, гаѓа. Викаш, жено, Реал Мадрид, Реал Сосиедад. За овие Роналдо не играше, пиши за нив, ќе добие. Барселона, Челси, кажи. Ќе пишам на Барселона, за до година на летовање да одиме. Значи Барселона, лани ја гледав Ивона, 300 слики, 500 слики дневно да пука инстаграмот, хаос беше, еве ќе пишиме на Барселона, ако ја добиеме, еве, Господ златен до година на одмор да одиме. Како и да е, имајте ги жените покрај вас, пишете, кладете се, уживајте. Чао, кој има среќа нека добие, кој не...